Да, се враќаме во студиото, тука е Милан Стефановски, политички аналитичар. Ке почнеме за геополитичките случувања, а потоа ќе разговараме и за домашните актуелности, се разбира. Господин Стефановски, актуелно е, актуелно се цело време случувањата во Израел, но сега се уште повеќе поради најавената копнена офанзива на израелската армија во појасот Газа, но исто така и реакцијата на дел од европските држави или членките на НАТО, кои некако се повеќе се решија да ја признаат Палестина како посебна држава, последна во тоа е Велика Британија која најави признавање на Палестина. Тука сега е интересно и македонскиот став по тоа прашање, бидејќи имаше доста реакции кај нас дома дека Македонија по тоа прашање гласа воздржано. Иако вела дека сите во регионот гласаат за, ние гласаме воздржано. Треба да напоменеме дека Соединетите Американски држави гласаат против и уште неколку земји заедно со Израел, а Македонија исто така е една од ретките земји која гласа воздржано. Како гледате на тоа? Да, добро. Вашето прашање има две компоненти. Прво е проактивната дипломатија на западните земји, кои со признавањето на палестинска држава, сега формално правно е дискутабилно бидејќи таа се уште нема граници или главен град, но ја праќа таа дипломатска порака како легитимна дипломатска алатка да се заврши конфликтот. Инаку не е тоа решение старо за две држави, затоа што тоа е единствено решение за траен мир. И дипломатијата на западните наши сојузници е активна во тој дел за да се направи некој чекен баланс за дипломатско решение, иако е многу тоа тешко од денешен аспект, затоа што легитимниот представник за преговори е Хамас, а САД и Израел го третираат Хамас како терористичка организација во права смисла, во втора смисла легитимен во поглед на контролата на терен. Да, тука е тригерот затоа што и Израел па и Соединетите Американски држави барат Хамас да се самораспушти, да имат нови политички движења и понатака да следат мировни преговори кои ќе ја отцртаат таа независна држава со свој територијален интегритет и суверенитет. Ние како гласаме е исто така наше легитимно право, ние ги следиме нашите стратешки интереси, ние имаме стратешко партнерство побичано со Израел и со Соединетите Американски држави. Оттаму практично нашата дипломатија е во чекор наследение на нашиот стратешки интерес и во регионот не гласа сите за палестинската држава, гласа воздржано. Германија гласаше воздржано. Веројатно ние ќе ги следиме корелациите на поголем дел од земјите во светот, не забориме во Европската унија, за да може да биде тоа ефективно и на терен, затоа што ако се сеќаваат и нас 2/3 од земјите членки на Обединетите нации не призна под уставното име, но ако не го решите тоа со случајов сосед или недоразбирање со некоја држава, како случајов Израел и Палестина, и големите држави тоа не го верифицираат, тогаш се е суспендирано додека не се примени реално на терен. Да, вие го кажавте, главниот момент од тоа прашање се признава држава која реално нема дефинирани граници, нема главен град, кажавте. Тоа е едно од прашањата кои го поставуваат и многу аналитичари. Да, признавањето на Палестина е некаков дипломатски притисок врз Израел, да речеме, иако Израел тоа го одбива, но од друга страна, што би вредело признавање на држава која ќе нема народ, не да ќе нема територија, ниту ќе нема ни население? Да, затоа тежнеето кон мирот е приоритет и јас мислам дека Израел со сите своји перформанси во делот на разузнавање на надворешна политика сигурно знае дека и се заговараше во подолга рамка дека ќе биде на дневен ред ставањето на признавањето на палестинската држава во ваков формат сега како што се случува. И знаете, во дипломатијата се е можно, посебно во тајната дипломатија, затоа што вие да изгурате независна палестинска држава во очите на израелците е многу тешко. Може би во делот на вин-вин дека Израел го елиминирал Хамас или постојањето на заканата
на Израел во пошироки рамки, затоа што па Израел никогаш нема да дозволи палестинската воедина независна држава биде под контрола или во влијание на Иран. Во таа смисла можеби дома ќе продаде приказната дека воено е супериорен и дека ги елиминирал заканите. Во позадина трајното мировно решение како две држави, две соседни држави, две демократски држави, ја гураат другите агендата. Така што мислам дека Израел не е тоа, дека не е информиран или дека тоа не го очекувал дека ќе се случи. Прашање на стратегија и на тактика во делот на дипломатијата, како да се дојде до тој трајно решение. Се согласувам со вас, дали станува збор за етничко чистење, геноцид и така натаму. Џабе вие, ако имате територија, ако немате население, посебно несиромашно население или фрустрирано население, во таа смисла мислам дека овој притисок кон Израел ќе изголемува на подолг рок и ќе дојде до било каков мир, па понатака преговори. Никогаш преговорите не се ефективни, тоа е во смисла на руско-украинскиот конфликт, кога има во позадина тешки војни действија. Да, но она што го гледаме дека се случува на терен, мене ми се чини и на некои вака наблюдувачи, дека сепак се реализира отприлика оно што го каже и американскиот претседател Трамп. Палестинците да се иселат од Газа, тој не дефинираше дали ќе одат во Египет, во Јордан да ги примати, тој како што се изрази тогаш дека тука ќе направи супер хотели. Но отприлика со последната израелска копнена офанзива во Газа, каде што Израел им даде еден коридор на палестинците да напуштаат територија, фактички тоа и се случува во пракса. Полека Газа се чисти од домашното население. За жал, можеби на терен е таква приказната, но видите, сега Трамп има изјави кои можеби на терен не можат да бидат реални. Така беше и во делот на дека ќе наведе и ќе доведе до мир во 23 часа од неговиот избор. Но Трамп е председател, администрацијата и стратегијата на САД е сосема друго. И во втора рамка, дипломатијата на светот во меѓународните рамки Уединетите нации има сосема друга компонента, но да не заборавиме, да, се согласувам, суспендирано меѓународното хуманитарно право и меѓународното право на веќе извесен период. Ако тоа функционирало, никош не би се случило ниту руско-украинскиот конфликт, ниту други конфликти на територија во светот и во Европа, и затоа Израел го употребува. Дали е тоа легитимно или не, тоа е прашање на дискусија. До која мера би одел да го елиминира Хамас. Во ниедно официјално решение нема ниту на Израел, ниту на САД дека треба палестинците да си заминат од без индивидуални некои политичари да си заминат палестинците од таа територија. Официјално е дека израелските вооружени сили идат кон ослободување на заложниците и елиминирање на Хамас. Да, имаме уште два прилично интересни моменти од овие немили настани кои се случија на Блискиот Исток, како и може да имаат интересни реперкусии понатаму. Еден од нив е израелскиот напад врз представници на Хамас во Катар, напад без преседан дури од страна на еврејската држава. Катар како држава не учествува директно во тој конфликт, прилично е далеко од Израел географски. Нема таква поврзаност на Катар како што има Иран, да речеме, со конфликтот во Израел. Единствена поврзаност е што таму биле тие членови на Хамас, но исто така Катар јавно делува и како посредник во преговорите. Мислите ли дека овој напад кој патем, иако беше прилично од војно-технички аспект смел и добро изведен, сепак суштински неуспешен, бидејќи не ги уби членовите на Хамас, ќе има реперкусии врз Израел понатаму. Токму затоа јас го завршив во првиот дел мојата консултација исто на тоа дека во моментов е суспендирано меѓународното право. Не постои држава во моментов која може да во типот на Израел, зборам формат на Израел на поголемите држави, да бидат подложни на некакви вид на ефективни санкции. И Иран е под ефективни санкции, но развива нуклеарно оружје. Русија е под санкции, но гледате што се случува во Украина. Генерално таков е меѓународниот Северна Кореја со децени, таков е меѓународниот поредок. За Израел и за Соединетите американски држави, као наши стратешки партнери, легитимна цел е елиминирање на Хамас со тоа што они
кога би го направиле тоа и успеало во тој напад со Катар, може би тогаш би почнале вистински преговори, за нив легитимна цел е тоа, да суспендирано меѓународното право, нападот на суверена држава, ненајавена, од страна на било која држава, не на Израел, е чин на осуда и стигна осудата кон Израел, но тоа реално нема да смени ситуацијата на терен. Израел не го лази и мува во делот на тоа што ќе мисли светот, туку они се тера својата работа. Осудите се декларативни, не менуваат ништо во суштина. Да, затоа што нема ефективно меѓународно право каде што вие ќе се соочите со санкции, ќе осуди меѓународна заедница, ќе не смеете да делувате, ќе се обедини целиот свет против вас. Значи, кои се тие пораки? Мене ме плаши дека тоа храни и други држави, еве Северна Кореја, спомнавте Кина, со Тајван, многу нерешени прашања има, кога има отсуство на глобален меѓународен поредок, каде што не постојат правилата на правото, туку правилото на силата, се случуваат вакви инциденти кои може да ескалираат во големи конфликти. Да, друг интересен момент е еден сојуз, воен сојуз, ајде да речеме, потпишан помеѓу Саудитска Арабија и Пакистан. Не знаеме се уште што ќе произлезе од тоа, но од прилика, како што беше кажано, двете земји потпишуваат пакт со кој тие влегуваат во некаков сојуз според кој доколку една земја биде нападната, тоа ќе значи напад и врз другата земја. Нешто, да речеме, по член 5 на мини принцип како што функционира НАТО, нели? Но тука интересниот момент е што Пакистан е нуклеарна сила и можеби така Саудитска Арабија сака да компензира за нуклеарната моќ на Израел, која знаеме дека е главен фактор за одвраќање на било каков напад врз Израел. Да, но тогаш Израел треба да нападне Саудитска Арабија или Саудитска Арабија да се вмеша во овој конфликт. Саудитска Арабија, јас немам впечаток дека они имаат некоја дипломатска или тајна дипломатска активност. Да, нивниот интерес е да тој систем таму на војни действија да се смири, да ескалира, бидејќи нивната главна трговска маржа нафтата нели е вариабилна и не може да имаат економски последици. Може би тој пакт е насочен кон други држави, да Израел нема легитимни цели во Пакистан и во Саудитска Арабија. Тоа е противтежа и меѓународниот поредок или глобалниот поредок геополитички се преструктурира на Блискиот Исток. Тоа се случува од Сирија, губењето на руските војни бази, повлекувањето на русите, повлекувањето на американците од Афганистан. Ние сме сведоци дека на таа територија ќе се прават и се прават сојузи за да можат да настапат понатака во своите интереси заедно глобално така натаму. Да. Ова се случува во контекст на војната во Украина, која не прекинува. Имаме таму некакви повремени бранови во поглед на мировни преговори, на блискост до решение, па потоа сето тоа спласнува. За денеска е најавена средба помеѓу американскиот председател Трамп и украинскиот Зеленски во Њујорк во склоп на Обединетите нации. Ќе видиме од таму што ќе произлезе, но сума сумарум можеме да видиме дека сега немаме некакви сериозни мировни преговори, или барем мене така ми се чини. Да, сериозни се обидите, но сериозни мировни преговори се согласувам дека нема. Средбите не значат ништо. Претежно се пресликуваат на тоа кој ќе зајакне својата преговарачка позиција. На повидок нема се согласувам, колку и американскиот председател му е од значење заради домашната публика дека сака мировно решение, но и затоа што Соединетите американски држави на Европа гледаат сосема различно на тоа што Европа гледа на себе. Тука е разликата, тука е процепот на притисокот кон Украина, односно кон Русија. САД гледа сосема различно на Европската унија. Европската унија си е поделена внатре и не го сака оној мировен договор кој го е во зачеток и го промовира Трамп, а тоа е на одредени територијални остапки во Украина. Кога не достига заедништво и можеби единствена позиција на САД и ЕУ, тоа Русија го користи, односно го злоупотребува и сега тера својата работа. Го имаме дискутирано неколку пати кај вас дека тоа не е конфликт само меѓу Русија и Украина.
Тоа е буквално конфликт меѓу истокот и западот. Те една страна нескриено Северна Кореја е влабоко мешана во тој конфликт, Иран исто така. Не знаеме Кина во кој формат, дали е технологија и така натаму, се претпоставува дека и Кина има некаков си удел во воена смисла. Друга страна, во Украина има комплетна поддршка од НАТО и од САД, додека не се договорат како ќе изгледа Европа и светот помеѓу Русија и големите држави и САД и големите држави, таму конфликт ќе има. Жално е што тоа се преслика на глобални размери и никој не може да го начин да го претпостави датумот на можни мировни преговори. Тие се случуваат, но не се ефектирани на терен. Мислам дури дека нападите се пожестоки. Сега веќе од двете страни, Украина има една мини контраофанзива, русите се комплетно во офанзива цело време, ниту едните другите немаат ефективност за промена на војното поле, кое па би предонела во притисокот за преговарање и во таа смисла тој статукство така ќе стои додека не седнат и не се договорат веројатно зоните на интерес, бидејќи овој конфликт се детерминираше и се гледаше низ призма на тоа дека на русите им текнало дека еден ден ќе станат и ќе војуваат со Украина и дека на украинците им текнало дека ќе има Евромајдан, односно преструктурирање на таа сила која е во близина на интересот на Руската Федерација, а легитимно право на Западот да се шири низ демократските принципи, како што се случува во Украина. Во таа смисла, таму е таков судирот и ќе биде многу тешко да се цело тоа размотри. Да, пред да продолжиме, спомнавте еден интересен момент во поглед на Кина, каде што не е јасно дефинирана стратегијата на Кина, таа е формално јасно дефинирана, каде што Кина има силен сојуз со Русија, вела дека тоа е сојуз кој нема граници, кој ќе биде вечен и така натаму. Но има еден момент кој многу аналитичари го кажуваат, а тоа е дека Кина е всушност земјата која има најголем интерес војната во Украина да трае. Да. И тоа од повеќе причини. Една е пристапот до ефтини руски енергенци, второ е почетокот на градење на доминација врз Русија полека, каде што Кина станува големиот брат, а Русија помалиот, а не обратно како што беше порано. А трето е што ефективно се отргнува вниманието на Америка врз Кина. Едноставно ја држат окупирана таму и тоа што американскиот претседател всушност го признава, немаат енергија и време да се посветат на Кина, која очигледно ќе биде главен ривал на Соединетите американски држави во иднината. И јас сум заговорник на таа теорија и таа се повеќе има смисла и логика. Колку повеќе се троши САД кон Европа и Украина, колку повеќе Русија се троши кон Украина и кон Европа, сите ресурси, војна машинерија, пари, енергенси, толку Кина е поздрава и толку Кина подоминантна. Кина добива практично во две компоненти, најмалце. Тоа што Русија станува зависна од Кина, а претходно не беше така, сепак Кина увезуваше голем број на технологија, воздушни платформи од Руската Федерација. Сега Русија ја моли Кина да ја троши енергија, затоа што кон Запад има дисерфикација на енергенците. Од друга страна, САД многу вризгуваат, многу трошат енергија и пари кон решавање на овој конфликт. Кина е во доминантна улога да стои на страна, сите да бараат од нејзи влијание и помош, а она да си ја плете својата пајажина и да ги проширува своите интереси. Во меѓувреме направи и интересни сојузи со Виетнам, со повеќе земји, ги стопли односите со Индија, продор има во Јужна Америка. Исто е злоупотребува оваа ситуација затоа што влезот на ефтина роба во Европа е неминовно бидејќи инфлацијата си го прави своето. Така што оваа војна најмногу и одговара на Кина и затоа ќе помага можеби до некаде Русија со енергенсите, но ако САД и Русија се кратко види дека практично ни го хранат змеот, што утре може нив да ги голтне, тоа е проблем на стратезите. Сега треба вие да изберете меѓу двете зла, кое е полесното. Во таа смисла мислам дека Трамп е свесен. Можеби и Русија, но таа е поставена во ќош. Ваму е високо, нели горе е високо, доле многу
длабоко и нема голем избор, дека Соединетите американски држави и Трамп и администрацијата на Трамп притискаат на мирно решавање за да они можат понатака да се пресметаат со Кина економски, не зборам војно, и да станат повторно доминантна сила, бидејќи технолошки во моментов, без разлика дали станува збор од поединци на технолошки гиганти, или од Форд, мислам дека генералниот директор каже дека каснат со доста 10-15 години во електрификацијата на автомобилите, мобилна индустрија и така натаму, сето тоа Кина умешно го користи и мислам дека следно би било некаков економска пресметка меѓу САД и Кина, но да треба заврши војната. Да, кога зборуваме за американскиот претседател Трамп и неговиот, ајде да речеме, специфичен однос со рускиот претседател Путин после оној топол прием на Аљаска, или барем така наликуваше дека е топол прием, не знаеме што се разговарало зад завесите. Последните изјави на Трамп се дека тој е разочаран од Путин, особено после средбата во Аљаска. Како да очекувал повеќе? Се почесто кажува Трамп, јас мислев ќе биде полесно, но излезе дека не е, мислев дека ќе го решам конфликтот, но излезе дека не е толку лесно и така натаму. И сето тоа сега коинцидира со една обновена украинска стратегија, која не е нова, но е сега акцентирана. Тоа се напади на руски рафинерии, директни напади. Само во август и септември има над 40 напади на руски рафинерии, каде што сериозно се оштетени тие руски капацитети. Некои проценки велат дека помеѓу 25 до 30% од способноста за рефинирање е намалена во моментов. Сето тоа резултира нели со економски последици, со редици за бензин во Русија и така натаму. И сега некои велат дека досега ова се најефективни санкции врз Русија, оваа стратегија. Мислам, би било наивно да се верува дека тоа не е поврзано и со односот на Трамп. Трамп има специфични односи со сите лидери. Ако се сеќавате и со Велика Британија, пред да отиде сега во Велика Британија, изјавите во делот за премиерот, за влада и така натаму. Он е бизнисмен, он така гледа релациите. Разочараност е емоција која не важи во геополитиката. Оно што е разочарано тоа што Путин му рекол дека ќе ги поднамали действијата или дека ќе седне и ќе се договори со Зеленски, па не е во состојба. Нереалната состојба е сосема друга. Путин преговара со територија која не е негова. Инаку Русија сигурно има на 200 рафинерии и тие 20 на рафинерии 40-50 реално нема да сменат состојбата на терен. Ќе се компензира тоа. Состојба на терен ќе се смени тогаш кога украинците ќе дојдат до Крим. Тоа е тешко изводливо. Дали тоа го кажал бившиот директор на ЦИА, на МИ6, сегашните стратези? Па мислам дека го кажа и самите украинци, дека немаат сила за тоа. Во таа смисла, воено, ако не се случи некој теоретски преокрет, кој невозможен е во оваа смисла, тогаш ние можеме само да градиме предпоставки. Трамп и Америка мислам дека ги имаат скоро потрошено сите ресурси во однос на санкции кон руската нафта, но тоа реално на Русија не ги прави проблем. Еве Индија е заинтересирана за руските енергенси. Сепак мислам дека Русија го употреби оној момент на левичарските неолиберални влади, кои ги ослабеа институциите во Европа заради мигрантите, заради суровата економска логика, суровиот капитализам, создавање на Z генерација која не е спремна да ги брани државите, штедењето, посебно во војна смисла, намалувањето на одбранбената индустрија, и тоа Русија го користи. Додека не се смени тоа, во една унифицирана, заедничка, американска и европска надворешна политика, Русија ќе се однесува вака како што ќе се однесува. Затоа треба брз преокрет и на одбранбената индустрија, и на НАТО, и на владите во Европа, затоа што видите, не е исти одговорот кој би го правила АФД од Германија кој победи со Русија и сега со Мерц. И тоа се случува во Франција. Не знаеме ракописот на Трамп на надвршната политика, која е кон тие две политички партии. Значи, комплексна е ситуацијата за решавањето на руско-украинскиот конфликт.
И Европа се редефинира. Не е истата Европа сега и пред 5 години, после 5 години. Во таа смисла, овие примери да ги појасниме, нели, и гледачите сите сакаме мир, но тој ги комплицира на микрониво односите. Ние можеме да збориме што би направиле санкциите, но тоа се претпоставка бидејќи до сега сите санкции на 400%, мислам дека на руската економија очекува дека има штета, не се случи реално. Тоа го призна и бившата директорка на Светската банка дека Русија се уште има ресурси долг да војува. Тоа го призна сите големи финансиски и експерти и институции дека Русија прилично добро се адаптирала на санкциите. Итат светот кон мултилатерализам. Значи треба само да се прифати зоната на интересите на големите играчи кои во меѓувреме се јавиле. Русија се осети можеби помогна во делот на хиперсоничното оружје, во тоа што Европа заслабна. Кина исто така има доминантна улога. Сега се редефинираат сите зони на интерес за да може да има мир. Сега се во фаза на редефинирање на тоа. Затоа има конфликти. Не само и во Русија и Украина, не само во Израел и во други држави се случува оној практично оној вакуум што е создаден заради овие конфликти, секој да си го направи своето уредување во стратешка смисла и тоа е лошо за малите држави, за нас е многу лошо. Да. Но сосема друга анализа. Да. Но сепак ми се чини дека за нас е позитивно што сепак сме членка на НАТО во таа приказна. Ке беше лошо да не бев? Апсолутно да. Кај вас многу пати имаме спомнато дека ако ние не бевме во НАТО, ние можеби ќе бевме во зона на хибридни закани, хибридни напади и апсолутно дека ќе беше тоа многу тешко да обстоеме во вакви ветришта глобални, затоа што секој ќе сакаше да се замеша најмала рака неколку соседи. Да. Добро, ајде малку пред самиот крај да се вратиме дома, како што кажав, пред локалните избори кампањата почнува од понеделник, изборите се за месец дена отприлика, после тоа еден момент што ми е мене интересен, сега со изборите се измеша и многу други работи, пожарите, некои други поврзани со пожарите, нели реакциите, како се гасат, дали се гасат ефективно, кој ги пали, дали тоа се хибридни војни, хибридни закани, дали да, дали не. Но ми се чини дека некако стивна скандалот со прислушување. Беше најавен како еден голем, мега скандал, огромен, и некако се помалку се зборува за него. Има две димензии околу тој скандал. Еден е тоа што го кажа и поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност, Виктор Димовски, дека тука нема никаков скандал, дека треба да се отворат, да се декласифицираат тие податоци, па да се види за што се работи. И од друга страна тврдењата на премиерот Мицкоски, дека тој, па дури неговото семејство, новинари и други членови на опозицијската партија тогашна биле следени. Како гледате вие на ова? Прво за бившиот директор јавно кажа дека биле цел на следење на цел на службата одредени новинари и политичари, затоа што во контекст на избори или во контекст на од нашите односи со НАТО биле применети одредени активности на службата. И тоа е признание дека тоа не е балон, туку е реална состојба која и во најмала рака се злоупотреба, бидејќи за да вие следите треба да имате судска наредба, затоа што петата управа не е веќе пета управа во УБК, туку е во ОТА, и со тоа треба да имате вие и судска наредба и треба врз база на што да го следите лидерот на опозиција. Добро, Демовски го кажа тоа, дека всушност АНБ и да сака не може да следи, дека тоа го прави ОТА. Да, но тоа е исти апарат. Зборам од смисла на опозицијата, како го дефинира тоа. Тоа е првиот момент. Вториот момент многу е важен, тоа што опозицијата сегашната бара деквалификација, но декласификација, тачно, но ако во обвинителството постои предмет, тоа е невозможно. Не можете вие да ги декласифицирате податоците за да докажете вина дали службата била злоупотребена или не, затоа што тогаш ќе нема кривична одговорност, затоа што тогаш тие материјали ќе бидат достапни на јавноста, на пратениците и така натаму. Во таа смисла сега има работа јавното обвинителство.
Јас сепак имам некаква моја теорија е дека службите редовно се злоупотребуваат кон посебно историски покажано гравитираат и конзументи се на службите членовите на сегашната опозиција на СДСМ, затоа што секогаш кога они или се на власт или се опозиција има некоја афера која не е легитимно покриена. Дури да е така, тоа што го кажал Виктор Димовски, по законот, не знам дали сте информирани, дека после одреден период ОТА треба да ги информира, ако не докажале кривично дело, тие кои ги слушале и ги следела. Тоа им е законска обврска. Уште еден од проблемите што тој предмет е даден во јавното обвинителство пред 9-10 месеци, отприлика, уште не е сега даден, и дека јавното обвинителство таму нема мрднато од пред истрага. Немаме објаснување зошто е тоа така, од јавното обвинителство само штуро вела дека се постапува по предметот, но дел од правните експерти велат дека тоа е едноставно затоа што нема предмет, немаат пошто да постапат. Гледа дека таму се си е. Ако нема предмет, исто така правниците требало да кажат дека ќе го отфрлат, дека нема докази. И тоа можеби не треба да биде 9 месеци. Тоа е предпоставка, можеби па предметот е комплексен и можеби за тоа треба повеќе време. Сепак јас обстојувам на мојата теорија дека треба реформи во јавното обвинителство и во судскиот систем, бидејќи самите тие се оценети од меѓународните партнери и од политичките чинители сериозни и таблирани дека има 2%, 2% доверба. Јас верувам во нив за одредени предмети 2% дека се во право. Затоа што до сега докаже и покажа, без разлика која на власт, дека они не се вршат работата. Затоа ние во секој извештај се уште стоиме од меѓународните институции дека сме земја каде што има висока корупција и за тоа виновна е јавното обвинителската фела. Затоа што вие како полиција, МВР, колку да имат истраги, кога ги доставите на јавното обвинителство, тие се тие кои ја ефектуираат во делот на понататочната законска постапка. Да, кога зборуваме за пожарите, тука исто така имавме различни изјави пред се од премиерот и од други функционери дека се работи за хибридна војна, хибридни закани. Премиерот рече тоа се сега парафразирам напади од внатре и од надвор, како што тој кажа да се наруши или да се урне работата на владата, но дел од експертите реагираа на тие изјави дека после такви изјави кои се прилично сериозни немало соодветна реакција на домашните институции, дека не се вклучили сите тие безбедносни механизми кои се предвидени доколку имаме напади од странство со хибридна војна, со палење на објекти, па дури и најави за стратешки објекти, што може да предизвика не само еколошки, туку и безбедносни последици. Да, истите тие експерти треба да образложат и да го додефинираат терминот хибридна операција, затоа е хибридна, не е официјална, за да ние како држава официјално можеме да говориме на хибридни. Ја заменив терминологијата дека станува збор за хибридни операции. Без разлика дали станува збор за домашни актери или надворешни. Јас да ве посетам дека летова беа фатени 20 странски државјанства. Имаше со од која држава се, малолетни, со ранци полни со запаливи материи, спремни со бензин да запалат шумско подрачје. Не знам кој е тој вид на туризам, веројатно под пироманија и така натаму, да идат да палат деструктивни пожари, бидејќи и ние како експерти го дефинираме пожарот посебно намерно предизвикан како и Европа го третира така како обид за закана, бидејќи не е кај нас во законодавството терминолошки како терористички чин, но како јас го нарекувам хибридна операција, без разлика дали станува збор на ракопис од странски центри, затоа што имаат мотив, затоа што светот и Балканот се преструктурира во обем, како што го објаснивме сега, во другите соседни земји има немири. Оттаму премиерот ужива голема доверба,
он е легитимен представник на институциите и сигурен сум дека не збори на памет, дека има можеби индиции за вмешаност на странски фактор, кој оддалеку дека нема мотив, сака да ги ослабне позициите на државата. Од прва смисла, втора смисла, да, и опозицијата има мотив, затоа што они се првите кои ги напаѓаат властите дека немаат капацитет да се справат со нешто кој и они имале можност да се справат, но никош не се справи. Бидејќи таа депонија и Вардариште и Дрисла биле и под нивен мандат, не го елиминирале тоа ѓубре, тоа е токсично само по себе, кога ќе се запали или фабриката, Скопје е 2/3 од Македонија, главен град, предпоставките се дека кога ќе правите вие такви операции, рековте, критичната инфраструктура може да биде загрозена и да не биде, здравјето на луѓето е загрозено, така што во делот на дефинирање на оваа закон, јас сум убеден дека станува збор за хибридна операција, бидејќи нарачателот има мотив. Да, тоа го иницира и владачката партија цело време, некако алудира, не алудира, па дури мисламе и дека директно велат пироманите од ДУИ и СДСМ, дека тие на некој начин стојат зад пожарите или барем зад дел од пожарите, но еве ми се чини дека последната изјава на премиерот е дека се преведени 20 лица за пожарите. И за уште 20 има предпоставки. И за уште 20 има предпоставки, но се уште никој не излезе да каже дека тие се на некој начин поврзани со опозиција. Добро, знаете, у политиката дефинирањето на тоа вашиот политички противник каков мотив има, доаѓа од тоа што вие на пресконференција на се уште пожаров нераспален излегувате и кажувате дека за тоа е виновна владата, иако можеби надржностите на Дрисла се под град Скопје, или дека владата е килава во делот на гаснење на пожари, таа е опремата и беше своевидно малце нелогично бидејќи сезоната за пожари заврши. Се случуваме со ладни утра, ладно време, дождови и така натаму. И оној што има мотив е тој што се осликува во јавноста, што бара одговорност. Не е за СДСМ несвојствено да се занимава со вакви методи и предпоставките на владачката партија дека СДСМ има мотив или ДУИ, ако не се спремни за дебата, не може да одговорат со работа, со предлог на закон и така натаму, дека може да се занимават со вакви деструктивни дејанија. Да, само знаете што е интересно во таа приказна? Потполно исто беше кога беше СДСМ и ДУИ на власта, а ВМРО ДПМН во опозиција. Јас се сеќавам, и тогаш, значи ВМРО ДПМН имале мотив, и тогаш СДСМ алудираше дека опозицијата ги пали пожарите. Значи истата улога, само обратно. Ворет, ама јас не се сеќавам дека Дрисла Вардариште беше запалено кога ВМРО. Не, за пожарите. Не е исто пожар на 50 километри во некоја шума, кај што реално може да се запали, не е подметнат од X фактори и да се запали Вардариште и Дрисла, кој е токсично. Добро, Вардариште, мислам дека од време на време гори. Од ваков обем не, па и фабриката во Трубарево. Да. Ама сега знаете што, вака рекол СДСМ и ВМРО не е проблем. Фактичката состојба е, јас се сеќавам ВМРО ДПМН повика на своето членство да се притужат кон институциите за гаснење на пожарот, да се јават како доброволци. Го паметам тоа на пресконференција. Ма ја не паметам дека СДСМ го има кажано тоа. Јас сепак не можам да кажам дека СДСМ нема мотив, затоа што ВМРО ДПМН никош нема толку слаб рейтинг како СДСМ. Мотивот на ВМРО ДПМН е што би било ако предизвика пожар кога и во опозиција они има блиско до рейтингот на СДСМ од 35 години назад. СДСМ е тоа што нема се моментов рейтинг и затоа предпоставките дека они можеби да имаат мотив. Никој експлицитно не го обвини СДСМ дека има доказ, но во политиката тоа е легитимно да го обвините тој на кој вие веднаш после 3 минути од палењето на пожарот, уште луѓе во не знае, он излегува на пресконференција и така натаму, така натаму. Поготово што ги иритира граѓаните, не само чиновите, и тоа што лидерот на опозицијава тоа го прави од јахта од Грција, од Дубај и така натаму. Тоа беше реакцијата на граѓаните. Не е важно дали Милан или Сијат, како го анализираат тоа. Во таа смисла. Тоа би го заокружил како прашање. Да. Добро, и за крај, нешто што ние нас
вечна тема тоа се преговорите со Европската Унија, блокадата од Бугарија. Во последниот брифинг со новинарите кој го имаше премиерот Мицкоски, тој кажа дека тука отприлика во моментов не очекува нешто посебно, но дека очекува раздвижување после Нова година. Не кажа какво раздвижување, не кажа на што мисли, но некакво раздвижување на работите, не знаеме во кој правец. Мислите ли вие дека тука може нешто да се смени? Бидејќи ги гледаме позициите и на официјална Софија кои се укопани, тамо велат. Тоа е, имате преговарачка рамка, исполнете ја. Од тука владата бара на некој начин репреговарање или нови гаранции и немаме помрднување од тие позиции. Да, примерот каже дека најверојатно некои големи сили ќе пробаат да бидат, ќе се вмешат во процесот, да како медиатори да може да се придвижи процесот во смисла на нашите барања за гаранции. Да, преговарачка рамка има, но тоа не значи дека Европската Унија може, затоа што тоа е рамка која Европската Унија ја дефинирала како преговарачка рамка за исполнување на критериумите, иако тоа било катастрофално дипломатско решение на СДСМ и на Бујар Османи во преговорите со бугарските власти, но тоа е што е, ние имаме легитимно право да бараме тоа што ќе го правиме како остапка е надвор од критериумите на Копенхаген, биде посебно барање надвор од критериумите на Копенхаген. Тоа го имаме легитимно право, затоа што сите земји членки уставот го менувале ден пред да влезат, парафизирам, во Европската Унија. Не е проблем ние да ги ставиме бугарите во уставот, никогаш не било проблем, но проблемот е дали ќе постојат со оглед на тоа дека има историски комисии и други глупости кои успеа владата на СДСМ да ги наметнат, да го обременат тој преговарачки процес. Веројатно желба е на Софија ние никош да не бидеме членка на Европската Унија, затоа што тој е комплициран процес. Вие ако наставите во уставот Бугари, па имате преговарачка рамка, па имате историска комисија, вие никош не може да го завршите онака како што треба да го завршите, а е надвор од критериумите на Копенхаген, она што го бара ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски владата сега, и најголем дел од граѓаните, затоа што дале до вербата на овие политички чинители, да имаме гаранција дека ова ќе биде последната барање или уцена да можат да ни прават пречки да можеме да преговараме со Европска Унија, но да бидат надвор од Копенхаген критериумите. Се што е право, економија, слободна говор, сите тие поглавја која сега и Албанија ги отвара, да не би тогаш постои вето не само од Бугарија, другите земји, ако не сме исполнили некоја реформа, но да не биде надвор од тоа што утре ќе им текне, ќе речеме сега за Гоце Делчев не се договоривме, сега имате пак вето. Во таа смисла имаме легитимно право да бараме гаранции кои може да го даде Европа, затоа што ние сме сведоци дека и во Европа постојат и случаи, како во случајот со Украина и со Молдавија. Ако можеше унгарскиот тогаш министр или премиер да пие кафе, а да помине оној документ за Украина, ако сака Европа, сигурен сум дека може да се направи остапка и за нас, но прашање колку ни геополитички гледаат како приказна. Колку би сакале. Колку би сакале, да. Затоа е нашата сега надворешна политика согласна со САД и визави израел-палестинското прашање, затоа што Европската Унија не успеа да ја синхронизира нашата надворешка стратешка цел, тоа членство со полноправно членство во Европската Унија и она да има влијание на Балканот, каде што Европа сега да се позиционира како глобална сила, има таква зона на големина, на интерес и таа да биде предвесник еве во смисла на израелско-палестинското разрешување на конфликтот. Европа не успеа да го пополни овој простор, тоа тука се Соединените американски држави, тоа е добро за нас и оттаму ние ја следиме и таа политика. Кога американците на некој начин силно ќе притиснат Софија, ние тој сигнал ќе го имаме. Да, но од друга страна тоа предизвикува проблеми со Брисел, кои забележува дека ние мора да имаме усогласено со европската политика како земја кандидат. Ние мораме да имаме план Б, да обстоиме како држава
и не мораме да имаме усогласеност сега, бидејќи ние сме нели на некој начин блокирани од Бугарија за неважно прашање за Европа. Ние мораме да имаме усогласена надворешна политика која што нас ќе не ги јакне позициите. Ние генерално имаме усогласена надворешна политика со Брисел. Дури и повеќе од неколку земји кои се внатре. Да не ги редиме сега, но они имаат проблем со земјите членки кои се внатре, нека си го решат тоа. Ние и како земја членка кои сме надвор, сепак пак имаме синхронизирана заедничка надворешна политика со Брисел. Да. Добро. Стефановски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас за довербата и за можност. Да. Ова беше Милан Стефановски, почитувани со овој дел го завршуваме. Првиот дел